Земјоделците се жалат на државните политики. Ако ти земат возачка дозвола во една земја членка, нема возење никаде во ЕУ. Кафето станува луксус. Трамп, царините се прекрасна работа. Паметните телефони можат да помогнат во откривањето на депресија. Луи Витон представи великденска чоколадна чанта. Земјоделците во земјата изразуваат незадоволство од актуелните државни политики, обвинувајќи за недостиг на стратегија која ќе обезбеди стабилност во секторот. Според Ѓорги Каракашев, председател на Националната земјоделска мрежа, во периоди на прекумерно производство на одредени култури, државата често увезува слични производи од странство, што дополнително ја нарушува домашната понуда и цените. И покрај зголеменото производство на градинарски култури, цените на овошјето и зеленчукот остануваат високи. Во Струмица, засадената површина со зелка е двојно поголема во споредба со претходната година, но тоа не доведува до намалување на цената, која достигнува и до 70 денари за килограм. Граѓаните се жалат на високите цени, при што истакнуваат дека доматите, краставиците и пиперките достигнуваат цени до 170 денари за килограм, што ја прави салатата луксус. За да се намалат цените и да се елиминираат посредниците кои влијаат на зголемувањето на цените, Министерството за земјоделство планира директна соработка помеѓу земјоделците и маркетите. Министерот најави дека ќе работат на поврзување на земјоделците со дистрибутерите, со цел да се намали бројот на посредници во синџирот на снабдување. Во наредната година, Министерството за земјоделство планира да објави повици за финансиска поддршка на земјоделските задруги. Целта е да се стимулираат задругите да произведуваат повеќе и да се поврзат директно со трговците, што ќе резултира со пониски цени за крајните потрошувачи. Оваа стратегија се смета за клучна во решавањето на проблемите со цените и стабилизацијата на земјоделскиот сектор. Европскиот парламент и представниците на земјите членки постигнаа договор за нова директива која ќе овозможи забраната за возење издадена во која било земја членка на ЕУ да важи во целата Унија. Според новиот договор, доколку возач направи тежок сообраќаен прекршок во некоја од земјите на ЕУ, казната со одземање на возачката дозвола ќе важи и во земјата каде што е издадена дозволата. Државата која е издала возачката дозвола ќе има обврска да ја спроведе забраната за возење на територијата на целата Европска Унија, што значи дека возачите повеќе нема да можат да ги избегнат последиците од тешките прекршоци со преминување на границата. Новата регулатива особено ќе се однесува на најтешките сообраќајни прекршоци како што се возење под дејство на алкохол, значително пречекорување на дозволената брзина или предизвикување сообраќајни незгоди со смртни последици. За забраната да важи низ ЕУ, таа мора да биде издадена за период од најмалку 3 месеци и да се исцрпат сите правни можности. До сега, практика беше возачката дозвола целосно да се одземе само во државата во која е издадена. Во случај на прекршоци во други земји членки, забраната за возење се применуваше само на територијата на државата во која е изречена казната, што создаде правни дупки што некои возачи ги искористија. Покрај стандардизирањето на системот на казни, Европскиот парламент и земјите членки се договорија и за воведување дигитални возачки дозволи кои ќе важат во цела ЕУ. Овој проект треба да се реализира до 2030 година и дополнително ќе олесни контролата и спроведувањето на сообраќајните прописи. Иако Европскиот совет и Европскиот парламент допрва треба официјално да ги усвојат овие планови, ова се смета за обична формалност, бидејќи суштинскиот договор веќе е постигнат меѓу клучните актери. Оваа реформа представува значаен чекор кон создавање на единствен европски простор во областа на безбедноста во сообраќајот и ја покажува подготвеноста на ЕУ посериозно да се занимава со проблемот со сообраќајните прекршоци кои годишно одземаат илјадници животи на европските патишта. Великденските празници не се единственото нешто што ни носи шокови, туку и глобалните царински тарифи. Анализите сугерираат дека цените на кафето, популарниот напиток за почеток на денот, ќе растат поради новите царински политики што влијаат на земјите производители на кафе. Колумбија, Виетнам и Бразил се меѓу најпогодените од новите царини, што е веќе чувствително на пазарот. Проблемот не е само во цената, туку и во последиците за домашните производители. Економистите предупредуваат на ризик од глобална рецесија ако трендот на зголемување на тарифите продолжи. Пазарите и потрошувачите реагираат на новите реалности, кои може да ја намалат потрошувачката и инвестициите. Во наредните месеци можеме да видиме големи промени на глобалниот економски пејзаж, изјави економскиот аналитичар, кој додава дека ако економијата падне под 50% од проекциите, рецесијата ќе биде официјално почната. Трговската војна започната од САД со новите царини влијае на глобалниот синџир на снабдување и може да има различни ефекти во зависност од секторот. Тарифите на клучни производи, како што е кафето, се однесуваат на целата индустрија. Прогнозите укажуваат на поголем ефект за земјите кои го изнесуваат кафето во светот, но на долг рок тоа ќе предизвика промени во пазарната динамика.
Како ќе реагираат другите земји останува да се види. Царините можат да го променат глобалниот пазар. Поголемите трошоци за увоз на кафе ќе предизвикаат зголемени цени на производите во кафулињата и супермаркетите. Граѓаните и компаниите ќе мораат да се адаптираат на новите услови. Уште еднаш, одговорот на други земји ќе обликува глобалната економија и начините на кои потрошувачите ќе се справат со новонастанатата ситуација. Во екот на глобалната берзанска криза, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека царините се прекрасна работа. Според Трамп, царините се неопходен инструмент за справување со финансиските дефицити кои САД ги има со Кина, Европската унија и други земји. Трамп ја истакна важноста на овие мерки, кои, според него, веќе носат милиарди долари за американската економија. Ситуацијата на азиските берзи значително се влоши, при што се зголемува економската несигурност во светот. Под влијание на новите царински мерки наметнати од Трамп, азиските берзи остро падна. Во Јужна Кореја, тргувањето беше прекинато поради активирање на автоматскиот прекинувач за да се спречи панично продавање. Царините кои ги воведува администрацијата на Трамп предизвикуваат значителни економски последици. Како што предупредуваат економистите, таквите мерки имаат потенцијал да ги заострат глобалните економски услови и да предизвикаат падови на берзите ширум светот. Вистина е дека паметните телефони имаат потенцијал да помогнат во откривањето на депресија преку дигитална фенотипизација и извлекување карактеристики од огромната количина на податоци што ги собираат. Кинеските научници од Универзитетот во Ланџоу истакнуваат дека оваа технологија има посебно значење и потенцијал за современите луѓе изложени на висок стрес, бидејќи паметните телефони можат навремено да ја регистрираат менталната и физичката состојба на лицето. Вистина е дека дигиталната фенотипизација представува процес на собирање и анализа на податоци за однесувањето и физиолошките реакции на лицето преку дигитални уреди, како што се паметни телефони. Овој процес создава дигитален отпечаток на менталната и физичката состојба на поединецот, вклучувајќи образците на движење, ритам на спиење, користење на телефон и социјални интеракции. Вистина е дека паметните телефони можат да помогнат во навремено препознавање на психолошки нарушувања, како што се депресија и анксиозност. Користејќи ги сензорите што ги имаат овие уреди, како што се GPS, жироскоп, микрофон и сензор за амбиентално светло, паметните телефони можат да следат движење, социјални интеракции, спиење и други аспекти на однесувањето. Вистина е дека оваа студија отвара можности за понатамошни истражувања и инженерски испитувања на употребата на податоците од паметни телефони за следење на менталното здравје. Рано препознавање на депресијата може да помогне за рана интервенција, што е клучно за подобрување на третманот на менталното здравје, со зачувување на приватноста на корисниците. Вистина е дека со оглед на огромната количина на податоци што ги генерираат паметните телефони, овие уреди може да обезбедат сеопфатен и објективен увид во менталната состојба на корисниците. Паметните телефони можат континуирано да ја следат менталната и физичката состојба на поединците, со што значително се зголемува можноста за навремено откривање на психолошки нарушувања. Вистина е дека дигиталната фенотипизација обезбедува предност во однос на традиционалните методи на следење, бидејќи овие податоци можат да се собираат автоматски, без потреба од активно учество на корисникот. Тоа значи дека можат да се создадат модели и алгоритми кои ќе ги предвидат можните депресивни состојби, без да бидат зависни од самопријавување или клинички прегледи. Вистина е дека додека оваа технологија носи големи предности во подобрување на менталното здравје, се уште постојат предизвици, како што е обезбедувањето на приватноста и заштитата на личните податоци. Истражувачите укажуваат на потребата од развој на нови методи кои ќе гарантираат приватноста на корисниците, а истовремено ќе овозможат ефективно користење на податоците за подобрување на здравствената дијагностика и третман. Великден се ближи, а еден бренд веќе изработи нешто што неодоливо потсетува на овој голем празник. Станува збор за француската модна куќа Луи Витон кои што имаат одличен производ за сите љубители на сладкото и луксузот. Имено, креативниот директор на женскиот оддел на брендот, Николас Гескујер во соработка со познатиот сладкар Максим Фредерик направија реплика на популарната јајце-чанта од колекцијата Пролет-лето 2019. Луи Витон чоколадната чанта е називот на оваа чоколадна чанта, која што слободно можете да изедете. Сладката верзија е сосема идентична како оригиналот, иста големина и исти детали. Освен конкретната јајце-чанта, Максим представи цела колекција на великденски чоколадца за Луи Витон по повод празникот.
Земјоделците се жалат на државните политики. Ако ти земат возачка дозвола во една земја членка, нема возење никаде во ЕУ. Кафето станува луксус. Трамп, царините се прекрасна работа. Паметните телефони можат да помогнат во откривањето на депресија. Луи Витон представи великденска чоколадна чанта.